Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз од општина Карпош вчера побара итна седница заради загрозување на безбедноста на граѓаните. Имајќи во предвид дека еден од нивните советници 6 месеца беше полицаец во Министерството за внатрешни работи, сметајќи дека има некои посебни сознанија за загрозување на безбедноста на граѓаните, ние денеска ја свикавме оваа седница и навистина бевме изненадени кога ги поставија точките на дневен ред кои се однесуваат на поплавите во општината Газибаба и Илинден, како и дел од поплавени подруми на територија на општина Карпош. Навистина сме изненадени затоа што луѓето очигледно после 10 дена сметаат дека треба да се свика итна седница, откако си се одморија на Халкидики, откако добро се изнаспаа, после дена сметаат дека треба да свикаме итна седница, не знаејќи при тоа дека општина Карпош уште ноќта на 6 со својата единица за брзи интервенции, односно за управување со кризи, цела ноќ до раните утрески часови, односно до 10 часот преку ден, исцрпуваше вода од подрумите на граѓаните со пумпите кои што се собственост на општината Карпош. Натамо од вторникот имаме 20 лица во поплавените региони кои што се на помош на граначалникот на Скопје, на граначалникот на Газибаба. Петокот и саботата јас су уште 50 вработени од општината Карпош заедно со 2 кипер возила расчистувавме во делот на Маџари, односно делот кој што се вика економија. Веќе собравме пакети кои што беа поделени на граѓаните. Имаме нова акција во текот на саботата која што ја направивме пред маркетите на територија на општина Карпош, нови 40 пакети со храна и хигиенски средства, како и сите 90 барања кои што се поднесени до општина Карпош. Формирана е комисија и излезана на лице место да се сними ситуацијата, да се верифицира, да се направи записник со цел да им се помогне на оние граѓани кои што имаат поплави на територија на општина Карпош. И навистина не ни е јасно зошто Социјалдемократскиот сојуз после овие денови, после одмарањето кое што го направиле, се обидуваат на ефтин начин да го покријат своето спиење, не знаејќи дека општина Карпош во изминатиот временски период беше на висина на својата задача и онака како што треба да реагира една локална самоуправа. Одговорно сакам да кажам дека никој од надлежните јавни предпријатија кои што екзистираат на територија на градот Скопје, нити 6 ноќта, нити било кој ден потоа интервенирале на територија на општина Карпош. Сите интервенции околу чистењето на улицата Јури Гагарин, на улицата Лондонска, на улицата Хелсинки, на улицата Вич, бидејќи имаше еден поплавен подрум од зграда, сето тоа го заврши локалната самоуправа, како и потоа расчистување на самиот терен, се е тоа направено од сораците на вработените од општина Карпош. Дали имате прашања? Ќе одржите се седница или ја откажете? Седницата беше одржана и советниците навистина беа изненадени и ги отфрлија точки на дневен ред, сметајќи дека тие не се итни и дека ние како локална самоуправа за тоа колку средства ќе доделиме на поплавените подрачја ќе одлучиме на редовна седница, како и тоа колку средства ќе издвоиме нормално за оние наши граѓани кои што имаат поголеми материјални оштетувања. За среќа тоа не се големи, има дел од нив кои што, значи на територија на општина Карпош беа поплавени 3 возила, поплавени се неколку гаражи, подруми, едно кригоствено биро, имаме една пожарена куќа од гром, значи на таа и треба најбрза интервенција во таа куќа, и имаме неколку паднати потпорни ѕидови кои што нормално во процедура треба да распишеме тендер, треба да се направи проект, треба да се побара одобрение од бирото за јавни набавки, сето тоа ќе го санираме онака како што треба. Но во исто време сакам и натаму да утпатам апел до сите граѓани, вклучувајќи ги советниците на Социјалдемократскиот сојуз, дека треба да се потрудат на лице место да отидат и да им помогат на граѓаните без камери, без било што, затоа што тие граѓани во овие поплавени подрачја веќе немаат ништо. Нити имаат јастук, нити имаат кебе, нити имаат чаршаф, нити имаат кревет, нити имаат паркет, нити имаат кошулица, нити имаат филјушка, лажица, значи тие луѓе буквално немаат ништо и јас апелирам до сите во Република Македонија, вклучувајќи ги и невладините организации, спортски клубови, политички партии, било кој, да се организираме навистина тие луѓе да им помогнеме онолку колку што можеме, и тоа без камери, а сите оние што се обидуваат да прават ефтина пропаганда на смртта и на тешкотиите и на маката на овој народ што се случи таму, тоа е навистина испод секоја критика.